Вести на Канал 8. Добар ден. 308 правачиња од Кочани свечено беа примени во детската организација. Ја дадоа својата заклетва, а повозрасните ученици за нив подготвија приредба. Вложувањето во децата е вложување во иднината. Ова е чест слоган на Обединетите нации, кој се однесува на детската популација. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови младите од сите возрасти, па и оние најмалите, добро да се подготват за предизвиците и промените со кои ќе се судрат во утрешнината која доаѓа. Деновиве, кога со низа активности се одбележува Светската недела на детето, не смее да се заборави дека училиштето е нивниот втор дом. Патот до успехот е безусловно зависен и од квалитетно школување. Беше речено на манифестацијата што по повод приемот на децата во детската организација се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Правачињата ги научија своите права. Ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Сите 308 правачиња што се за 23 повеќе од лани ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев. Од денеска ќе бидете членови на намесовната и најпочитуваната организација на детето. Радувајте му се на детството, учете за своите права, но и за своите одговорности. Учете да почитувате. Ако сакате да ве почитуваат, од мали учете да бидете хумани, зашто само со љубов и толеранција може да градиме мостови на пријателство. Почитувани наставници и родители. На децата и на семејствата со деца им е потребна поголема грижа и помош. Толку затоа, ве повикувам секој во својот домен да даде придонес за хармоничен развој на детската личност. Таа да расте во атмосфера на среќа, љубов и разбирање. Учителот покрај родителите е суштинскиот фактор за правилен развој на детето. По повод Светскиот ден на учителот, честитајќи го празникот на сите просветни работници, повикувам на разумна и посветена работа, за да ги изградиме генерации што со знаење и мудрост и умеат да се справат со предизвиците на денешницата и иднината. На крајот, уште еднаш на сите правачиња и го честитам приемот во детската организација. Повозрасните другарчиња, учениците од основните кочански училишта за нив подготвија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и среќни деца. Инаку оваа активност беше дел од неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври, а во чие одбележување се вклучи и општина Кочани. Во рамки на планирањата на расходната страна од буџетот на општината за наредната година, локалната самоуправа на Кочани го вклучува и граѓанскиот сектор. Поради тоа упати повик граѓаните да ги пријават своите проекти и идеи што би влегле во планскиот документ. Општина Кочани го започнува процесот на планирање и креирање на буџетот за 2019 година, при што ќе ги вклучи и граѓаните со нивни ставови за одредени проекти што се од јавен интерес. Веќе е упатен јавен повик до институциите, до здруженијата на граѓани и поединци да доставуваат предлози за реализација на зафати што се важни за заедницата, а што би се финансирале од општинскиот буџет. Ова е убава можност да сите граѓани преку местите и преку узборните заедници ги пријават своите проблеми, се со цел да бидат тие навремено пријавени и секако да се направи приоритетна листа за она што треба да биде направено како приоритет во 2019 година. Овој повик исто така се однесува за сите граѓански здруженија, и овој повик на вистина е многу важен да сите наши сограѓани сериозно го сватат, се со цел да и дадеме прави приоритети за решавање на проблемите во 2019 година. Освен за реализација на инфраструктурни прашања, граѓаните, граѓанските здруженија и институциите можат да доставуваат предлози и за други проекти што се од надлежност на локалната самоуправа. Според јавниот повик, тие се однесуваат и на комуналните дејности, урбанистичкото планирање, заштитата на животната средина, локалниот економски развој, образованието, културата, социјалната и здравствената заштита, спортот и младите, поддршката на невладиниот сектор и на меѓународната соработка. Инаку, проектите, барањата и останатите предлози, граѓаните можат да ги доставуваат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани, а во електронска форма и преку веб страницата на општината.
Неуспешниот референдум на СДС им служи само како една прескапо платена анкета, која им покажа дека во Кочани им исчезнаа околу 3000 гласа. Беше речено на пресконференција организирана од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани на организираниот прес изразија благодарност за сите кои на референдумот, како што вели Левков, и покрај притисоците не излегоа да гласаат или гласаа против, а со тоа Кочани покажал дека е достоинствен и горд град. Кочани јасно кажа дека договорот преспа, така како што е случен, е во спротивност со волјата на кочанци. Неуспешниот референдум, за жал, сега на СДС, служи само како една прескапа анкета, платена со пари од граѓаните, а која покажа дека во Кочани им исчезнаа околу 3000 гласови, односно, поточно, 1844 гласа. Она што се случува со гласовите на СДС во Кочани е слика и прилика и добар пример за да се види како завршуваат неодржливите политики градени на лаги. Она што е најважно, доаѓа критично време во кое нема да им дозволиме играта со татковината да ја користат како изговор за неисполнетите ветувања, непотизмот и криминалот. Заклучокот е очигледен и покрај сите притисоци се чини дека лагите на власта безнадежно еродираат, заврши Левков. Општинската организација на СДСМ Кочани со писмен одговор на одржаниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Заврши вашето време. Заврши тортурата врз граѓаните што ја спроведувавте при секои избори. Нема веќе диктатура и едноумие. Граѓаните беа оставени по своја волја да гласаат. По нив не доаѓаше никој да ги влече за уши за да гласаат. Манипулирате со бројки што ви одговараат. Врвот на ВМРО ДПМН во немоќ манифестира паника, што и покрај бојкотот што го заговараше, граѓаните и членовите од оваа партија излегоа на референдумот и гласаа, а мнозинството од над 600.000 се изјаснија за Европска унија и НАТО. Граѓаните не забораваат како владеевте и зошто сте инспирирани да зграбчите власт за да ја ограбувате Македонија, да делите провизии, да купувате тенкови, да го осиромашувате народот од партиските штабови, да делегирате наставници. Граѓаните не ги забораваат вашите задкулисни игри, пресметки, заканувања, но и исмевања и понижувања на вашите луѓе што гласаа на референдумот. Изборите што доаѓаат ќе покажат колку гласови вие сте изгубиле од оние на последните локални избори. Оти граѓаните знаат за долговите во кои им ја заробивте нивната иднина, за непотизмот во кој се насладувате, за личното профитерство за кое сте слика и прилика. Се вели во писмениот одговор од Општинската организација на СДСМ Кочани во врска со одржаниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Кочани е дел од програмата Нов културен бран на Министерството за култура, во чии рамки се одржува манифестацијата Нов град 2. Во програмата се вклучени концерти на 3 групи и проекција на македонскиот филм Исцелител, а влезот е слободен. Во Кочани продолжува второто издание од манифестацијата Нов град 2. И годинава акцент е даден на новата независна музичка. И овој пат акцент е даден на новата независна македонска музичка и филмска сцена, а настанот е поделен на 2 вечери. На платото на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри премиерни концерти во Кочани имаат скопските групи Милко, Александар Велики и кочанско-виничкото дуо Ние. В сабота, со почеток од 19 часот пак на игралиштето Горанчо Стојков Вајчов во населбата Сиви дом ќе има отворена промоција на филмскиот хит Исцелител на режисерот Ѓорче Ставревски. Гостувањето на групата Милко се смета за едно од најзначајните концертни случувања во Кочани годинава. Тоа е еден од најдобрите состави во Македонија и бенд кој суптилно се наоѓа на врвот на македонската независна музичка сцена во последната декада. Групата е формирана во 2008 година, а досега настапувала во скоро сите поголеми градови во Македонија, освен во Кочани. Има 3 албуми, а издава за PMG Recordings. Музиката на Милко најчесто се опишува како емоционален инди-рок, а самите членови на групата велат дека тоа е сублимат на чувства, искуства и животни влијанија, трансформирани во формат наречен музика. На концертот во Кочани покрај Милко настапува и групата Александар Велики како проект на Александар Гавровски.
Се работи за бенд од Скопје кој годинава по успехот на првите два сингла Плочи и Свињи го издаде деби албумот првиот македонец во вселената. На концертната вечер свој дебитантски настап има и кочанското виничко дуо Ние, составено од групата Анна О. Филмот Исцелител во Кочани пак ќе се прикажува по трети пат, а досегашните две проекции ги проследија над 600 луѓе. Настанот е одлична можност за сите што не го виделе филмот досега, а спортското игралиште во населбата Сиви дом е неслучајно избрана локација за проекција и ќе биде еден вид лична проекција за соседите на главниот актер во филмот Благој Веселинов. Влезот и за двата настани е слободен. Нов град е дел од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија, а организатор е Сдруженијето на граѓани Икигаи од Кочани. Во библиотеката Искра беше промовиран најновиот роман на писателот Горијан Петрески, Другата Марта. Тој всушност представува продолжение на неговиот прв роман под наслов Марта. Другата Марта е насловот на романот на најчитаниот македонски автор за деца Горијан Петрески, што беше промовиран пред читателската публика во Кочанската библиотека Искра. Писателот Петрески рече дека искрено се надева дека вториот дел на романот Марта со наслов Другата Марта ќе доживее успех како и неговите други романи. Среќен е, вели Петрески, кога неговите книги ќе ги виде искинати во библиотеките, значи поминале низ многу раце, а тоа е целта на секој писател. Судот на читателите е неприкосновен, рече авторот. Другата Марта е втор дел од романот Марта. Романот Марта е лектира за 8 одделение. Минатата година го доживеа своето 20-то издание, а Другата Марта е продолжение на таа приказна и, што да ви речам, првото издание веќе се распродаде, сега е во печат, второ на ново издание. Другата Марта, еве, ако во првата Марта има некои проблеми, недоразбирања со онаа возраст на 14 години што има девојчето Марта, но после оние расплети што се случуваат во нејзиниот живот, навистина се појавува еден сосема друг, нов лик кој продолжува понатамо низ животот на онаков начин каков што ние возрастните посакуваме. При средбата пак што ја организира општина Кочани по повод неделата на детето, учениците имаа можност да поставуваат низа прашања за богатото творештво на Горијан Петрески. Инаку Петрески во моментов работи на неговиот нов роман насловен Годишните времиња од Вивалди. Кочанката Марина Гоцевска, која што беше единствен учесник од Кочани на Балканскиот фестивал за поезија Мили дуели, што онлайн на интернет се одржува во 22 земји ширум светот, со гласање на Facebook го освои 9-то место од вкупно 384 учесници. Учествува со незините 3 поетски творби. Освен тоа, доби признание и за најдобро медиумско представување на проектот, благодарение на Канал 8 телевизија. 9-то место од вкупно 384 учесници на Балканскиот фестивал за поезија Мили дуели, најдобар представник од Македонија и признание за најдобро медиумско представување на проектот, за што се заблагодари на Канал 8 телевизија, што нејзиниот успех го следеше од самиот почеток. Освои кочанката Марина Гоцевска, која што учествуваше со 3 поетски творби. Задоволна е со постигнатиот успех. Искрено очекува вакви резултати со оглед на преголемата конкуренција од 384 учесници. Јас го освоив 9-то место. Исто така сум изберана и за најдобар представник од Македонија. Го освоив 9-то место и добив признание за медиумска покриеност, а тоа е најголема благодарност до Канал 8, кој што цело време го покрива овој проект на Мили дуели. Исто така голема благодарност и на сите кои што ми честитаа од другите земји и што гласаа за мене. И благодарам на сите и за пофалбите и за критиките, затоа што без нив не можеме да бидеме подобри. Најголема благодарност до Нермин, затоа што создаде мост на кој ќе се среќаваме и ќе се сеќаваме со години. Успехот на Гоцевска е огромен успех за неа, но и за градот Кочани и за Македонија, бидејќи таа е единствен представник од Кочани на овој фестивал. Ги прати своите 3 творби: Гердан од солзи, Мост на изгубените души и Меморија, и со нив ги собра гласовите на публиката и жирито. Избирањето на поединци
преминците се одвиваше преку гласање на Facebook страната, каде што ги има песните на учесниците и со додавање од страна на администраторот, и на тој начин се шири манифестацијата и се подржуваат учесниците и администраторот. Во гласањето голема улога игра и жири комисијата, чии што членови одлучуваат кој да продолжи понатаму. Фестивалот Мили дуели е вистинска интернет сензација за откривање таленти во прозата и поезијата. Организатор е Нермин Делик од Босна и Херцеговина. Гоцевска исто така е учесник на други поетски фестивали ширум републикава и надвор од неа. Има добиено досега многу награди и признанија за проза и поезија. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжува првенството во третата фудбалска лига Исток. Тимот на Осогово повторно ќе биде домакин и на стадионот Никола Мантов ќе дочека екипата на Малеш од Берово. В недела ќе се играат надпреварите од четвртото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Според распоредот на есенскиот дел, фудбалерите на Осогово повторно ќе бидат домакини и ќе се сретнат со тимот на Малеш од Берово. Тоа е одлична можност да ја продолжат серијата од победи со која сезонова стартуваа во третолигашкото друштво и да прокнижат нови 3 бода. На тој начин дополнително ќе се зацврстат на врвот на табелата и помирно ќе можат да го дочекаат продолжението на првенството. Иако гостинскиот тим не е за подценување и не треба да се очекува оти лесно ќе се стигне до победата, досегашната игра што ја прикажаа беровци им дава доза на оптимизам на жолтосините дека сепак е јасно оти 3 бода ќе останат во кочани. Во моментот Малеш е на 5-та позиција со само 1 победа и 3 бода, иако пред почетокот на првенството екипата ветуваше дека ќе се бори за врвот. Осогово пак има 9 бода, 3 повеќе од второпласираното Овчеполе, кое во ова коло на домашен терен ќе ја пречека Слогат Виница. Виничани СМВ не играат најдобро и имаат само 1 победа, но и најлоша гол разлика во однос на Рудар, Брегалница и Малеш, поради што се на последната 8 позиција. Надпреварот меѓу Осогово и Малеш на стадионот Никола Мантов се игра в недела со почеток од 15 часот. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.